Нова седмица, ново издание од Мој став на интернет фреквенцијата на ИМ телевизија. Почитувани гледачи, добре дојдовте. Ова издание е во знакот на книжевноста. Пред нас гледаме многу книги, многу дела, дела кои што го опишуваат односно се на нашиот драг и ценет Мирче Нешовски, поет, писател и преведувач, стои во мојата најава. Господине Нешовски, најпрво добро дојдовте, ви благодарам што прифативте мојата покана. Добро најдовме, ви благодарам во светлината на духот и на вселенските пространства. Поетски. Многу се радувам за ова наше книжевно дружење. Овие две маси ми беа малку за овој ваш книжевен опус. Колку години се работеше и се твореше на се ова што можеме да видиме пред нас? Па јас не сум работел многу години, некаде ми се чини од зародишот, зародишот е космолошка мистерија на Вселената и не ембрионот на Вселената. Човекот како битие, како суштество, при самото раѓање и пред самото раѓање е посветено како птица или како икар кој што бара ослободување кон небесата, односно летање кон небесата. Летаргијата на човечкото духовно постоење е јасно поставена во многу метафизичките пречници, како што пред малку напоменав, космолошки и во космичкиот закон. Ние сметаме дека сме единствено посветени на тлото на земјата, мајката земја, планетата мајка земја. Меѓутоа, ние сме во системот на галаксиите, каде што балансот е неопходен. Во тој баланс постои една мистерија за која тајна постојано поетите сонуваат, луѓето сонуваат, сите сонуваат дека се во лебдење, во летање. Тоа им се појавува многу често во сништата на многу собитија и во нивните евентуални страданија. Иако познато е во многуте земски, да речем, религии, а и како што напомена вселенски, реинкарнацијата е многу присутна. Човекот е битие кое што е вечно присутно и во просторот и во времето, или како што некои кажуваат дека времето и просторот се единство, иманентни својства постои во сето тоа и дека човекот е во основа, душата него е бесконечно во бескрајот и дека нема смртност на самата душа. Така, во мојата најава стои поет, писател, преведувач. Сте работеле во Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, Скопје. Меѓутоа по вокација филозоф? Па има елементи на филозофија, меѓутоа тука е во прашање метафизичката филозофија. Бидејќи секој поет има метафизика во себе, што ги опфаќа тајните пространства, потоа влегува во алхемијата, влегува во многу мистични елементи, кои што елементи за читателот се доживување, а самиот автор е еманација на нешто што му се сугерира. Фактички неговото творештво, многу писатели и поети би сакале да не се творци, да бидат послободни, да не бидат оптоварени. Кој ќе седнеш пред хартијата или пред платното, сликарот, го гледа бело платно и постојано стои со часови. Ќе стави една точка, па ќе стави една линија, па ќе стави друга димензија, па трета, исто и творештвото. Ќе ставиш еден збор, па втор збор, па после од некаде ти течат зборовите, односно како некој да ти сугерира во тоа, како да си медиум за да ги искажеш нештата. Господине Нешовски, што ја карактеризира вашата поезија? По што е автентичен вашиот пишан збор? Па пред се многу мина се обидеа да ја толкуваат и секој поет различно се толкува и поезијата различно е толкува. Авторот уште Валерите тешко самиот може да ги воспостави во координација со откритието, меѓутоа
самата поезија е внурнување во непознатото, во најнепознатото. Тие валери во основа во мојата поезија пред се поседуваат лирска мистика, која што е онтолошко поставена на потрага по битието, односно по среќата, по љубовта, по вознесението кон тие пространства за кои што пред малку ги споменав. Пространствата се бесконечни и во соништата, но тие соништа само нам ни се привидуваат дека се соништа, тие се само емитување на нешто што е јасно видение предходно, во предходните суштествувања на творечкиот сенс. Оно кој последно се случуваше е белградските средби на кои што земавте учество и чиј зборник јас го држам овде во моите раце. Со што таму се представивте? Да, се настапив на 61-те белградски средби, меѓународни, во кои што имаше писатели од целиот свет, од Италија, од Турција, од Унгарија, од Австрија, се подразбира домакините Србија, Република Српска, Косово, од Македонија бев јас единствен представник, имаше од Германија, од Франција. Јас ме презентираа со 5 песни преведени на српски јазик. Меѓутоа, од тие 5 песни, една ја објавија, подосна ќе бидат презентирани и објавени на повеќе јазици. Меѓувремено се објави и една поетска книга на српски јазик. Таа ви е веќе отворена, јас ќе предложам и да прочитаме нешто овде, да се запознаеме, можеби со некој недошлево добро со вашата поезија. Во истата книга недостасуваат уште 25 песни, значи следното издание ќе биде потполно издание и се надевам дека делумно ќе успеам да презентирам. Меѓу небото и прстенот. Гледам меѓу небото и прстенот, во самотијата, без див, се плашам. Да не ја пробудам сенката, да не изгори во огнот, и јас да не изгорам со сенката. Во сенчестиот одблесок на моштите. Заборавен од месечината, низ лилавиот блескот на ветрот, внурнат во тајната книга кон темниот прилив. Внедрен низ плимата на морињата, океаните, меѓу небото и звездениот прстен. Преку дискот на прстенот тајно гледам, зашеметен меѓу созвучијата да те пронајдам. Струни твоето рујно тело, осо звездијата ја прска чистата енергија. Бистрите води во природата, праските, јоргованите, црешите се раѓаат во звезденото воштие и станале сочен плод на сакралната светлина врз светилата, во шуркање на обоата во Вселената. Оно што е интересно за вашата поезија, вие ни донесовте повеќе книги овде, меѓутоа дел од нив се и превод на некои други јазици. На кои јазици може да ги читаат вашите дела? Па да, делумно има на бугарски, на албански, на српски, Што говори искуството се? англиски. Се читаат ли овие ваши дела? Па не знам, некои мои показатели, додека работе во библиотеката, покажуваат дека некои од поетските книги, еве ќе ја споменам Ентелехија, која ја пронајдам, која што е преведена и на бугарски и на повеќе јазици, ја побарале монасите на Света Гора да ја читаат. Што за мене ми представуваше радост дека тој монашки ред смогнал сили
да влезе во тајната на интелигијата, се подразбира, може нив ги загатнала филозофската мисла на интелигијата на демиургот, интелигијата кај Аристотел, кој што е енергија претворена во дух и дух претворен во енергија. Сентенција, кажувам. Покрај поезија пишувате и проза, пишувате романи во кои што отворате повеќе екзистенцијални прашања. Зашто конкретно Мирче Нишевски пишува во неговите книги? На самиот почеток, кој ја кажав, слободата, среќата, љубовта и се подразбира борба против злото. Борбата против злото е во сите религии, во сите книги, темното и светлото, дури кумранските ракописи се подсетувам на некои стихови каде што велат неколку века пред нашата ера. Тоа е во рамките исто на библиските ракописи, каде еврејски, каде што вели синовите на светлината се против синовите на темнината. Значи, секогаш е борбата меѓу светлината и темнината воспоставена така да секој творештво е или верс или збор е борба против темното, против злото, а врз сето тоа е екзилот, односно излезот на човечката душа во слободата, слободниот лет. Чи нам овие прашања се вечни прашања по кои што трагаме до ден денес? Колку тоа носи да се актуелни токму и вашите образлагања во вашите книги? Сака ли читателот денес да осознава токму за ваквите екзистенцијални прашања, проблеми? За изненадување, јас кој ќе прошетам низ Скопје, а и низ некои други градови, за големо изненадување многуте библиотеки, во нив многуте книги, во нив многу читатели или кои што купуваат книги, значи за изненадување, бидејќи ние сметавме дека ова новата вселенска или технолошка ера, четвртата сега поред, со компјутерите, со овие мас медиуми, дека луѓето читаат само на интернет. Меѓутоа изненадува дека сепак сакаат да ја допрат книгата, бидејќи секоја страница или секој стих си има своја душа и дише со ветрот на вековите. Озарена е со светлината. Секоја страница, секој стих или секоја мисла. Може ли, господине Нишевски, да направиме една паралела од денешен аспект во споредба со минатото? Како се создаваше, како се твореше тогаш? Вие претпоставувам учеле сте, другарувале и со големите имиња, Гане Тодоровски, Блаже Коневски. За моја радост, јас првите песни или еден расказ на мој 16 години морам да го споменам, бидејќи паралелно го работев тоа. Расказот беше Смртта на уметникот, што значи поставена е улицата меѓу животот и смртта, значи од едната страна е гробјето, од другата страна е живиот живот, циркулација на радоста, на веселбата, другата е темнината. Значи, со самиот почеток почнува животот да пулсира. Јас почнав, како што кажав, за моја радост, да ги пишувам текстовите на хартија со мастило. Сега веќе подоцна почна со пенкало, ова без мастило. Сега веќе на тастатура. Па на машина за пишување, променив 5-6 машини, променив неколку компјутери, променив неколку лаптопа и сега нормално на лаптоп, на тастатура. Иако најголема радост ми е сите работи што ги работам, дури песни или концепти за проза, прво ги пишувам на хартија, па после од хартијата ги префрлам на тастатурата на компјутер. Сакам да се осврнеме на работата во Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, сепак тоа чинаме и дел од вашето искуство работно и секако сигурно би било и чест да работите токму во една таква голема државна институција. Имат многу искушенија во животот. Едните од искушенијата беа да работам други работи или да бидам надвор од земјата со повисоко платено, меѓутоа
Јас сепак останав, како велат Казанзакис во книгата за Алексо Зорбас, каде што Алексо Зорбас му вели на Казанзакис: мој господару, односно читачу или гризачу на хартии, едноставно стаорец кој ги гризе хартиите. Во библиотеката јас секојдневно има по многу книги, бидејќи на крај од мојот живот последните неполно 30 години бев селектор на библиотека. Ја вршев должноста на селекција на македонски задолжителен примерок, скратено велам селектор, и проценител на библиотечната граѓа во Националната библиотека. За сето тоа да се случи, неопходно е да ја свртиш плимата на книгата и да ја видиш суштината внатре на нејзината вредност. Така да, моето искушение и радоста остана таму, независно од сите земски благодети и соблазненија дека на друго место подобро би било воспоставена, како да речем, материјалната состојба. Јас одлучив да мојата духовна состојба ја надградувам. Член сте на Друштвото на писатели на Македонија. Каква е состојбата сега со Друштвото? Сакам да се осврнеме на таа тема и колку Друштвото го ја задржа токму, например, на цел за која што било основано? Друштвото има турбуленции, не сега. Друштвото има турбуленции повеќе од 20 години. И не само македонското друштво, гледам и во соседните земји кај што одев, сега да не ги именувам, има по 2 друштва, некаде дури има и по 3. Меѓу себе си младите со повозрастните не се трпат, а меѓутоа и генерацијски има нетрпение. Може би тоа е природно, бидејќи сите се мислители и сите мислат дека подобро знаат да го срочат или да се наметнат со својот творечки опус, иако сметам дека негативитетот во кој што македонското друштво на писатели завлезе, тешко дека ќе може да се извлече, како што и беше воспоставено и со државата. Државата го смени името национално, па имаше обиди да се оспорува јазикот, да се оспорува нацијата или идентитетот. Истото тоа не беше имуно и кај писателите, се подразбира, иако тоа не може да се протолкува конкретно кај овој или оној член, меѓутоа хаосот се постави таму и се виде. Во еден наврат ќе кажете, соработував со Хардвард и пропагирав македонска литература и книжевност. Тајде малку повеќе, каква беше таа соработка? Соработката беше срдечна, од нивна страна, се подразбира, предпоставувам и од моја. Јас бев единствен, може би на пошироко на овие простори. Меѓутоа, за македонската мисија, за книгата и за културата, јас бев единствен нивен соработник, кој што ги заштити македонските автори и книги. Па ми се чини некоја година достигнуваше и по 500 наслови или книги кои што одеа на Харвард, каде што славјанскиот одел ги проучува и ги селектира. Има таму луѓе кои што се научници, кои што знаат македонски јазик, слависти, и кои што за среќа наша, ако нас не оспоруваат овде, таму во Америка не оспоруваат и се уште пулсира македонскиот дух преку тие книги таму. Пулсира ли овде македонскиот дух преку македонските писатели? Ги цениле ли нашите творци? Верувам, иако кругот малку се затвори. Пред малку ме прашавте за минатото, како било. Повторно ќе кажам дека во минатото имаше секој ден, секој вечер по 2-3 промоции. Да, тоа ќе ве прашав, каква е ситуацијата сега, има ли промоции, по фестивали, читања? Има промоции, меѓутоа таа жар како што беше порано ми се чини дека спласнува, иако гледам дека последниот период гледам дека се шири таа и во разни библиотеки,
во разни книжарници почнуваат да чинат промоции на книги и презентации, што значи не е само во затворен круг, тука се шири сега. Почнуваат младите да даваат друг импулс. Што значи дека е добро тоа? Мислам дека се отвараат сега. Еден период беше така како да беше затворен период. Институционален, како се вика тоа поинаку. Сега е многу поотворено. Така, пошироки се видиците и се надевам дека ќе оди на подобро, бидејќи сметам дека ни фалат таквите собиранки, литературни читања, фестивали. Сакам да ве прашам овие големи укоричени книги, да ни ги малку повеќе да ни ги објасните. Тоа е се првиот и вториот том се, иако има уште поезија, третиот том е романи, сега очекувам четвртиот том со романи, па пак продолжува со поетските книги кои што не се презентирани. Но тоа до кај ќе стигнам не знам, меѓутоа јас би сакал да кажам и некои други елементи во контекст на литературната историја, доколку може. Да, секако пред тоа јас ќе ве прашам, стои ли нешто друго во филка од Мирча Нешовски необјавено? Претпоставувам. Па има ликовни критики, некои еси, раскази необјавени, многу од материјалите, како се вели, авторите додека работат дури во еден период кога не се задоволни ги фрлаат, многу можеби се фрлени, но некои стојат се уште во папки, во кои папки се ставени во витрини, во кути и тешко дека некојаш ќе можам да се навратам на нив, бидејќи едно е духовниот блесок, друго е физичкото време да може човек повторно да се врати на изворот. Така, тоа сите го размислуваме. Повелете, останавте недоречени во однос на... Јас сакам да презентирам меѓу другото еден дел мој од литературните белешки. Објавен и презентиран во Македоника во 21-иот број. Делумно ќе прочитам. Проблесоци на расветлување на творечкиот профил на Асен Каваев 1895-1967 година. Асен Каваев, како автор во своите почетоци, пишува на бугарски јазик. Се додека не дошол во Македонија, поточно во Охрид во 1941 година, каде што започнал да пишува на македонски јазик. Но по заминувањето во Париз, Каваевото творештво бележи три творечки фази. Три периоди кои се уште не се расветлени. Лозата на Каваеви се разгранува на повеќе страни, како и многу други македонски семејства, кои под присилата на туѓите пропаганди, во случајов под притисокот на грчката елинистичка пресија, принудно заминуваат од своите родни огништа. Асен Каваев, иако е роден во Бугарија и од први пишува на бугарски, е светол пример за родолюбие, татковинско чувство, кое му баботело од прадедото, дедото и таткото. Тука во Македонија остварува богато драмско творештво. Пишува во три различни средини. Неговото семејство по потекло е од Струга, а по крестненското востание се сели во Бугарија. Каваеви се револуционерно семејство за чиешта заслуга во својата автобиографија пишува преродбениот Григор Паличев. Но не само тоа. Семејството Каваеви е во крвно сродство со семејството на Миладиновци. Всушност, неговиот дедо, поп Јосиф, е син на сестрата на браќата на Миладиновци Стојка. Значи, Стојка му била мајка на неговиот дедо, поп Јосиф, кој понатаму почесто ќе биде споменуван во биографијата на Асен Каваев. Роден сум, вика,
24 август 95 година во селото Алваво, околина на градот Трговиште, Бугарија. По народност сум македонец. Роден сум од татко Христо, син на поп Јосип, од град Струга. И сега да не долгуе ова. Колку време, односно колку време ви треба за истражувањата за вашите книги? Претпоставувам тука вметнувате историја, вметнувате и настани од минатото. Па неопходно е, јас, например, еден од романите, ако е тука, не се сеќавам дали го донесов, каде што, да, може да е овој. Насловот е малку чуден. Кабинетот на министерот Фаус. Да, ќе ве прашам зашто таков наслов. Меѓутоа, внатре е паралелата е имено за министерот Фаус за екзодусот на македонците од Егејскиот дел и обично ликот е македонец кој што отишол во Ташкент, па се школувал во филхармонијата во Москва, потаму по еден престој во Њујорк на филхармонијата емигрира во Америка и после долги години успева да се врати во своето родно огниште, односно во Солун, каде што на символичен начин го опишува Солун. Прво во Скопје доаѓа добро, ја бакнува земјата и тлото македонско, па оди во Солун, каде што во Солун ги наоѓа се ништите на неговите предци. Накратко. Каде може да се најдат вашите дела, со кои издавачки куќи во Македонија соработувате? Па соработувам со повеќе издавачки куќи, но најмногу со Менора. Издавачката куќа Менора, која што е и издавач на речиси скоро 90% од моите дела. Така. Покрај што учествувате на ваквите меѓународни средби, претпоставувам дека и организирате и учествувате исто така и на домашни вакви средби. Што се случува на домашната книжевна сцена? Имаше еден период, организиравме во Скопје под звезденото небо. Меѓутоа, меѓувремено таа се затаи, бидејќи немаше енергија во самата организација и немаше слух од тие што требаше да подпомогнат малце, да ја потурнат организацијата. Од неа излегоа и неколку книги. За жал не ги носам тие книги, вака изборна поезија од учесници. Имаше учесници од Македонија, се подразбира најмногу. Имаше од Турција, имаше учесници од Србија, Црна Гора, од Бугарија и така натака. За жал, таа манифестација не продолжи, бидејќи изискуваше и повеќе материјални можности кои што сам човек не би можел да ги поднесе. За учесниците се подразбира. Така, не ни донесовте уште една многу важна книга за вас, која што јас ја споменав, а тоа е книгата за деца и млади, чиј автор сте и самиот вие. Да, мене ме радува што сте ја сретнале таа книга. Таа книга има малку издание во библиотеките се. И ме радува бидејќи јас и самиот не ни знаев дека можам да се сведам на детската психологија. Насловот на книгата се самиот кажува вселенко, бидејќи сите сега се посветени со фантазијата на вонземјани, да не речам. Вселенко, дејствието се случува на врвот на Водно, кај Крстовар, на една полјанка, каде што две семејства, едно машко дете и едно девојче, таму одеднаш се изгубуваат, се губат во еден цилиндер, да речам космички цилиндер, и така почнува епопејата, нивното движење во фантазијата и завршува, се подразбира, тие се повторно се наоѓаат таму и ги прегрнуваат таткото и мајката, кои што се вџашени во моментот од нивната љубов и посветена срдечност, бидејќи не им беше јасно, тоа им било можеби миг или секунда во вечноста, меѓутоа тие биле на тоа некакво патување, макар и сновидение. Колку ни фали литературата за деца? Па, мислам дека таа е најпријатна запишување, тоа и
ни го кажа и англиската писателка со Хари Потер, кога направи многу фантазии, многу илуминации, летања меѓу световите, волшебствата пред се, кои што таму се презентираат, од кои се изроди многу филмови и многу книги после тоа се обидува да ја презентираат. Меѓутоа, за среќа една домакинка која што немала како да обстои, успеала да влезе во тој свет и да направи таков бестселер светски. На што се работи периодов? Може би спремате некој ново дело? Имам некоја, сега не знам дали тоа ќе е стварност, имам некоја обврска кон еден издавач во Њујорк и сега романот е готов, меѓутоа вршам последни редактури или корекции, па да видиме понатаму што ќе биде со тоа. Излезот не е до мене, излезот е од светот. Така, очекуваме што сака да чита Мирча Нешовски како поет и писател, поддржувате ли можеби колеги ваши македонски автори? Па јас скоро сите македонски автори ги читам, не знам тие дали ме читаат, малце да се пошегуваме. Го споменавте Блаже Коневски, мене ми беше професор. Се подразбирам, него му се допаѓаше некои песни мои, каде што заедно објавувавме во еден весник кај Ташко Ширилов и Паскал Гиревски за македонските работи, се викаше весникот. И кога бев кај него на испит, морам и таа случка да ја кажам, вели, од каде си? Јас велам сум од Скопје, стар скопјанец, за кој некои се лутат, кој ќе споменеш денеска Скопје мешавина од секаде се подразбира. Сите се скопјани, меѓутоа за корените зборуваме. И вели он, ама татко ти вели од каде? Татко ми е, викам, од Скопје, исто роден, викам, во центарот. А дедо ти, професоре, знам дека ќе ме прашавте до таму, дедо ми е, велам, од Долно Солунје, не Сонје, Солунје. Вели, затоа имате најчиста дикција, досега студент не ми дошол со таква дикција. Во Долно Солунје се зборува е оаза на чистиот македонски говор. При самиот крај, јас ќе посакам нешто вие да им посакате на нашите гледачи, на оние кои што не поддржуваат. Јас многу се радувам што одвоивте дел од вашето време и еве вака со сите овие дела што не почестивте во студиото на ЕМ телевизија. Многу ми беше драго, па еве можеби што е следно на агендата, каде ќе може да се дружиме со вас како автор, можеби на некоја литературна средба, на некоја поетска манифестација. Јас немаш многу да препорачувам на младите, тие сите си има свој светови, меѓутоа можам да кажам дека треба да си го чуваат огнот на македонската духовна ризница и да го презентираат и понатаму. Иако таа македонска духовна ризница е светско наследство, не е само македонско. Космополитски гледано сите сме ние деца на планетата Земја или дел од универзумот, како на почетокот што споменав, дека зародишот на човекот е во ембрионот на Вселената. Така да ние не треба да се двоиме како суштества, како битија, од македонскиот скок, квантен скок духовен, да бидат во симбиоза со светскиот духовен код. Многу ви благодарам уште еднаш. Се надевам ќе имаме и наредна можност за дружба пред камерите. Ќе видиме ваша поддршка секако и ќе ги читаме вашите многобројни дела. Се гледаме и секој добро. Благодарам, пријатно. Почитувани гледачи, и вам ви благодариме за вниманието. Читаме и поддржуваме македонски автори, македонски поети и писатели. Токму во тој фокус и по тој повод е и денешната книжевна средба со нашиот почитуван Мирче Нешовски. Јас ќе ве поздравам овде и ќе посакам да се видиме за една седмица од сега.